Како влада имавме пред нас, би рекол, предизвик за одлука, а тоа беше кој и како да го поддржиме за заменик генерален секретар на НАТО, имајќи предвид дека таму имаше кандидати од неколку земји. И ние тука немавме никаква дилема. Зошто? Прво затоа што повикуваме често пати на единство, повикуваме на диалог со опозицијата. И доколку повикувате, а тоа не го правите на дела, тогаш сте лицемерни. Така што ние како влада не само што ја поддржавме кандидатурата на Радмила Чекеринска, туку и активно разговаравме со нашите сојузници. За нас националното единство и националните интереси се пред и над партиските и да си има Македонка во случајов заменик генерален секретар на најмоќната и најдобро организираната воена алијанса во светската историја е навистина чест.